Благодарам, председателе. Почитувана колешке, зборувавте за инвестиции, зборувавте за јавен долг и веднаш да ви кажам, зборувате и кажувате невистини. Ова ви е анализата на јавниот долг кој што ја презентира во собранието. Значи не е Диме Велковски, не е владата, туку на кој што бевме присутни сите партеници, тоа е парламентарна буџетска канцеларија. Јавниот долг во моментот не е над Мастрихтскиот договор, туку е 59,3%. Тоа е точната бројка и мислам дека не треба да зборувате невистини. Втора работа, изгледа заборавате дека 2021 година во месец јуни се врати долг од претходно земена обврзница 500 милиони евра, за кои што плакаме плюс 139 милиони евра камата, и таа се врати во 2021, во 2020 година во месец декември се вратија 165 милиони. Значи, кога ги собирате, треба и малку и да вадите, бидејќи затоа ви кажувам. 59,3%. За ваша информација, Словенија има 84% од бруто домашниот, односно јавниот долг. Хрватска има исто така 87%, за Црна Гора е 100%, и уште еднаш ви повторувам, кажувате вистини. Втора работа, рековте дека немало инвестиции. Ке ја земам пример на тризовите. Еден факт, по број на вработени, 2016 година, трговски индустријски зони зборува, не за други. Има вработени, знам дека не бе бендисо ова што го зборувам, а тоа е. 6282 вработени луѓе во ТИРЗовите 2016 година. 2020 година, 2021 е поголема, се 12963 вработени. Приходи од работење 2016 година се 96 милиарди денари, 2020 година 135 милиарди денари. Ова се податоци кои што се реални, вистините, и може да ги проверите секогаш. Месечна нето плата 2016 година 19.758 години, ВМРО ДПМНЕ во ТИРЗовите. 2020 година 29.462 денари. Вкупен број на постигнати договори 2017-2021, подпишани 26 нови инвестиции. Нови инвестиции, повторувам. Во однос на капиталните расходи, 2021 завршува со 20 милиарди денари. Повторувам, 20 милиарди денари. Од 2005 до 2021 никогаш немало 20 милиарди денари. Тоа се реални податоци, дали вас ве бендисува или не ве бендисува е друго прашање, а во однос на странските инвестиции, еве ќе ви кажам, 2021 завршува со над 300 милиони евра. Над 300 милиони евра. Сето тоа што кажувате, буквално ви кажувам дека не е вистина. Благодарам.